И вистинско време е малку да ги промениме содржините, односно да преминеме во другиот акол од нашето студио, каде што веќе пристигне нашата прва утринска гостинка, а со неа ова утро ќе разговара мојата колешка Оливера. Уметноста е секогаш место во кое можеме да избегнеме од реалноста и секогаш ни дава можност да искреираме наша собствена реалност. Добро утро и голем поздрав прво до нашата гостинка Тања Јовчевска, ликовен уметник и изработувач на филигранство во Срма. И добро утро, Оли, за тебе. Благодарам. Оливера е секогаш подготвена за еден убав и интересен уметнички разговор. Понеделнички е вака да ги разбиеме сите останати содржини кои што предизвикуваат и помалку тензија. Така. Да намалиме тензијата на понеделникот со убави маботи, како што кажа Суза, затоа денес како прв гостин во студиото ја поканивме господја Тања Јовчевска. Таа е ликовен уметник, графичар, а воедно се занимава и со една племенита, би рекла, професија, тоа е изработка на филигранство од срма. Тоа е навистина убава уметност, предпоставувам и ќе знаеме од разговорот дека смирува додека се работи, предпоставувам, бидејќи не ја изработувам, но што значи да се биде ваков уметник и од кога започна вашата желба да работите филигранство во Срма? Добро утро до двете, до Суза и до тебе, Оливера, до гледачите. Како се пројави оваа желба? Значи, учејќи, студирајќи на Факултетот за ликовна уметност и подоцна, бев впленета од изработката на срмата и тоа ме натера за да дадам јас свој придонес и свое гледиште во изработката на срмата. Така, значи, тоа е многу одавна, бидејќи се студирале пред неколку децении, така? Пред две децении, така. Значи, повеќе од 20 на години започнува вашата љубов кон филигранството? Па, вака, не, можам да ја кажам 10 години како сум активно вклучена во изработката на филигран срма. Значи, животот ме наметна некако да се пронајдам, да сакам, да истражувам, зашто нема школа за кај нас. А во светот, во Европа, во регионот? Колку што сум запознаена од повозрастните, дека тука кај нас имало средно училиште за изработка на филигранство, изучување, но тоа било насочено за изработка во накит, сребро и злато. Вие сте, значи, самоука уметник. Да. Значи, јас стално кога ќе ме прашат што значи филигранството, како се наметнува, давам едно многу лесно објаснување. Како што постои цртежот, како што цртежот изобилува од линии, тие линии се дебели, тенки, криви, благи, така имаме можност во филигранството да пронајдеме, има различни плетки на конец, има различна дебелина и умешност на авторот е да го најде правиот сплет за да дојде до израз делото што го работи. Така, вие правите и икони, изработувате и слики, меѓутоа филигранството ви е посебна техника во која што уживате. Деликатна е за изучување, што ако сака некој од денес да започне да изработува филигранство во Срма? Значи, како може да се научи? Како може да се научи? Пред се ќе речем, треба да има љубов кон работата. Кога ќе има љубов, талент, треба да има малку бар. И после тоа се надоврзуваат работите со вежбање, со учење, затоа што филиграното во Срма се работи на подлога од картон и хамер. На таа подлога се нанесува лепак и на тој лепак се прилепува срмата. Конците, така? И се прави... Да. Предходно не се црта, да речеме, фигурата... Се изготвува цртаж, тој цртаж се пренесува на хамерот и подоцна се става нели лепакот и сега тука секој треба да се пронајде зашто не секој лепак
исто време на работа дава. Некој бара побрзо да се работи, додека некој друг бара поспора изработка. Ова што е, например? Тоа е самовилско конче. Самовилско конче. Покрај реките тие... Да. Тука... Сме ги гледале, кога сме одале на излет. Значи, татко ми од Куманово на пчиња кога идевме, значи беше преплавена пчиња од самовилски кончиња. И сега е исто. Да. И тоа ме плени, значи едни од првите изработки ми беа самовилските кончиња, па после самовилата, значи пеперутка како со фигура на жена акт, за подоцна да се разни други изработки да правам. И овдека ги донесов иконите на Свети Никола и Богородица. Карактеристично за мене е што сакам да експериментирам, сакам да нешто ново да внесам во моите изработки и не се задржувам во мал формат, него преферирам да бидат поголеми слики. Така, а вашите рачни изработки изразуваат благодарност и велите да се има вакво уметничко дело, значи оплеменување на домот или местото каде што функционираме. Така. Значи, срмата... Тоа преку нив се воспоставува во местото каде што живееме. Срмата е многу благороден материјал и поготово кога е како икона изработена и кога се запале кандило пред неа, од самата светлина на кандилото и од срмата дава многу возвишен изглед самата икона. И не случајно првите изработки, можем да кажем, пред 10 години, кога уште толку не беа многу познати иконите во филигран срма, беа познати пеперутките, пафтите, другите дела, но иконите не беа. Мои дела, мои икони, кога ги однеле во соборните храмови да ги осветат, од свештените лица беа прашувани од каде потекнуваат овие икони, од каде се дојдени, значи тоа беа првите почетоци, да речам. Што ви даде можеби и сила и понатаму да продолжите. Да, сила, дефинитивно сила и да работам се повеќе и повеќе и да творам икони кои што потешко и не можат секоја икона да ја најдат, да ја купат. Така. Мислам дека освен ова што го изработувате, нели, убаво е кога ќе се изработат икони, но да, еве има и изложба, правите и многу изложби. Така. Ова е дел од последната изложба. Колку изложби имате направено? Па вака, имам учествувано на повеќе изложби, дел се групни, дел се мои лични самостојни. 2 сега само што заврши последната моја, ова се баш исечоци од мојата последна изложба. Која што беше минатата недела? Да. Од 24? До денеска траеше. Да, до денеска. Во галерија Кора беше. Погледнија Македонија. Така беше насловена. Насловот е Погледнија Македонија. Тоа ме мотивираше да направам преглед и дела на што се автентични за нашите простори. Тука ги ставив сончогледот, кој што е и сончогледот кој што е символ, да речем, на Македонија. Беше и на постерот, и на флаерот застапен. Булката. После имам архитектонски градби како што се црквите низ Македонија, соборниот храм Климент Охридски во Крушево, црквата Свети Никола, Свети Јован, Македониумот, Камениот мост, тука го донесов денеска да исто и него да го видите. Еве е Света Петка. Да, можам да кажам дека многу голем дел од икони
се работени. Ова е конј? Да. Ова е 3D конј. Преубаво. Ова е ланската флаерот од ланската изложба, светлината на верата. Тука веќе разговарав со калуѓерките што се на Матка, во црквата за Богородица. Бев на едно, да речам, советување и мотив да ми дадат, да ме вдахнат, за што да внесам символично за нашата вера. Во разговор со нив ми го дадоа како предлог символот на вечноста. Тоа е овој символ. Не многу познат кај нас. Во одеждата кај поповите што е на мантијата, златниот украсниот дел иде крстот, па иде символот на бесконечноста. И за тоа го ставив како символ на мојот флаер. Одлично. Ова е дел од годишната изложба, да. Инаку можам да кажам дека голема чест и задоволство ми беше кога гостува во Крушево баш за 2 август, за тој голем ден во Домот на културата. И таму беа моите дела изложени филигрански. Така. Спомнавте изложување. Има ли можност и каква е продажбата? Дали каде може да ги пласирате овие дела што ги изработувате? Филигранството е, да не речем, и занаетчиска работа. И тука спаѓа помошта на технологијата, кој ќе речем покрај занаетот што се вметнува. Тука е и помошта на технологијата на новото доба што е да се пласира, да се прикажуваат и преку интернетот? Преку интернетот, да. Имате некоја интернет страница или може би профил? Да, на кирилица ми е икони во филигран ТЈ и тука ги изложувам моите дела и од тука проаѓаат и низ цел свет. Патуваат, се гледаат, расте побарувачката, така е, збогатуваме и нашата традиција, нашата светот дознава за нас. Така. Амбасадори со овој вид на уметност на нашата земја. Амбасадори, да, дефинитивно стануваме. Како реагираат луѓето кога ќе дојдат на изложбите или кога ќе ви се јават, сакаат да нарачаат? Какво е нивното чувство? Можете ли емоцијата да ни ја пренесете на луѓето? Ако може да се пренесе емоција. Колку и да се направи добра фотографија, срмата блештука и не може да се фати она правиот момент. Моментот кој ќе се види во живо, делото тек тогаш ја добива правата вредност, Оливера, затоа што тек тогаш излегува се она што не може камерата и фотографијата да го доловат моментот. Живоста на боите. Да, се надевам некогаш ќе имате и свој продажен салон каде што ќе можат поголем број на луѓе. Се надевам. Да, влюбеници во оваа уметност да дојдат да ги видат, бидејќи секако во живо е друг аспектот. Така. Освен тоа, имавте понуда на последнава изложба минатата недела дека тоа го размислуваме, се уште е во фаза на размислување, да изработите и најновата поштанска марка. Ми беше точно дадена можност да размислам во таа насока за да се стави филигранството како поштанска марка. А символ кој символ? Па да размислам, да одлучам, да видам и во тек се преговори, па Боже здравје ќе видиме, се надевам дека ќе биде успешен тој проект. Колку е важно да се чува традицијата, еве и на ваков начин? Па неизмерно. Неизмерно, значи чест е да ги изработувам делова и со тоа и ја зачувам традицијата. Да. Дали постојат млади луѓе кои што
го следате еве патот на зачувување на традицијата на ваков начин? Па мислам дека и во ова модерно време дека имаме се уште и се јавуваат што сакаат младите да работат во филигран. Затоа што додека работиш, се смируваш покрај трпение, бара и смирување и задоволството доаѓа на крај кога ќе се заврши едно дело. А колку време ви треба за изработка на едно дело? Еве конкретно да кажеме икона од црма. Бидејќи имам изработено голем број на икони и можам да кажам за еден ден до 2 дена можам да изработам. Толку брзо? Да, ама интензивно работење. Долгогодишно искуство можам да кажам и изборам за А4 формат. Стално сум спремна да речам, ги имам графичкиот принт кој што стои за иконата. Материјалите ми се стално спремни. Организирани сте? Организирана морам да бидам, значи не можам да оставам ништо за последен момент. И како да ти кажам, тоа ми е како што јадеме, за сите основни работи што ги правиме, мене ми е филигранството. Кај мене стално е масата постелена, значи никогаш не се криваат материјалите. Не се знае кога ќе ви дојде моментот на креативност. После изложбата беше интересен момент, јас се враќам дома, седнувам и седам. Викам, а сега нема да работам? Значи, ке мене нема ден да не фатам нешто да работам. Кога ќе заврши еден проект, така обично и кога сме одели на факултет, испит ќе завршиме, а сега што ќе правиме? А сега што ќе правиме, да, и тој момент така и не можам, значи јас станувам и дали работам на некој цртеж, дали размислувам, зашто многу е битен моментот да го осмислиш делото, поготово некоја што го немаш правено и тогаш бара повеќе време да го осмислиш, да го испробаш, да во цртеж, па кој е подобар, па како е подобар. И јас сакам да изработувам тродимензионални дела, затоа што во тродимензионалноста повеќе излегува така да речем убавината на срмата, да. Впечатливоста. Впечатливоста, да. Така, одлично. Ке ги разгледам сите дела и верувам дека ќе имате уште многу изложби. А дали некогаш сте пробале изработка на филигранство за накид? Има ли разлика меѓу иконите и изработката на накид? Епа, што е потешко или полесно? Вака да речем, сум испробала, имам изработено исто во срма како брош. Така? Можем да речем и тоа е дел од накид, но во сребро не сум се испробала, зашто тоа е сепак друга технологија, друг метод на работа и тука веќе ги неам тие познавања, но како што се низите што се работат и во среброто и во златото, истиот начин е и во срмата. Само што таму се работи во сребро, овдека се работи со конец, срмен. Начинот на цртеж изработка е, да не речам, сличен. Така. А дали во некое дело сте вметнале ваша лична приказна? Се трудам во секое мое дело да вметнам, освен кај иконите, кај што се држам традиционално до правилата што се каноните во изработката. Затоа што како студент на ликовна уметност, ние во втора година на факултет имавме изучување по историја на уметност, византиска уметност, и таму ги учевме правилата кои што се за изработка на една икона, и тука гледам во срмата да ги прилагодам колку што може поверодостојно на фреските што се кај нас во храмовите. Така. Колку храмови имаат ваши дела? Не можам да кажам, само можам да кажам кај нас во црквата во Радишани, во Свети Наум, кај што живеам, бев пленета кога видов дека има моја изработка.
А вие не знаевте? Знаев дека личноста што ја зема, дека сака да ја поклони иконата. Не знаев дали ќе ја поклони на некоја личност, дали ќе ја даде за здравје во црква. Значи, и јас кога влегов во храмот и кога ја видов, препознавте делото. јас бев благопријатно изненадена и горда што сум дел од храмот. Да. Покрај мојата изработка. Ваш печат, ваша енергија, дел од вашата душа е во тој Баш храм. така, Оливера, многу побаво се изразивте само од мене. Ти благодарам, Тања. Продолжи да бидеш ете така, да ја негуваш традицијата, да ја представуваш нашата Македонија на ваков начин, преку оваа уметност, и те очекуваме со нови изложби и нови дела повторно во утринската Ви наука. благодарам и на вас и на можноста да ме представите Да. на вашата телевизија. Задоволството беше наше, верувам дека беше и на гледачите.